Здраво, јас сум Медијана. Во морето на информации во кои пливаме секојдневно, многу е битно да знаете што е вест, што е лажна вест, што е манипулација, што е полувистина и што е спинувана вест. Оние кои се медиумски писмени со нивниот критички однос према медиумските содржини може да го откријат тоа. Но еве на мене ми одеше малце потешко. Лекција број 1. Спонзорирани содржини на Facebook. Нив е лесно да ги откриеме бидејќи на нив пишува спонзорт. Лекција број 2 се сензационалистички наслови од типот вистина за ова или она, ексклузивно, чиј наслов нема врска со она што го пишува понатака, или наслови со големи букви кои поддржуваат одреден став кој нема врска со реалноста. Лекција број 3. Менувам канал кога ќе слушнам дека се повикуваат на блиски извори или според аналитичарите, а аналитичар нема. Или според ТВ станица која се повикува всушност на некој портал кој го читаат братучедите и некој бизнисмен што ја поддржува нивната идеја па решиле да си играат медиум. Јас на тоа одговарам. Нема извор, нема вест. Тотално непочитување на етиката за информирање. Јас кога кажувам нешто, го кажувам јасно и гласно и сите можат да се повикаат на Медијана. Лекција број 4. Се сеќавате ли на портокалите со вбризган HIV вирус во нив? Тоа беше информација која е споделена во март 2015. Новинарите не ја истражија доволно, предизвикаа паника меѓу народот и не побараа страв од епидемиолози за да дознаат дали HIV вирусот може да издржи во надворешна средина. Ваквиот начин на информирање е спротивен од принципите на кодексот на новинари. Новинарите треба да објавуваат точни информации, да не прикриваат суштински податоци и да не објавуваат фалсификат документи. Сето тоа предизвикува да ја изгубат својата публика, односно со самото тоа се создава така наречена лажна вест. Ова е водичот на кој што може да се потпрете за да избегнете лажната вест, дезинформацијата или пропагандата за неодговорно јавно кажаниот збор. Избегнувајте сајтови кои по точката имаат lo или .com.co, бидејќи тие се лажни верзии на реални сајтови. Процедурата може да се скрати ако сајтот директно го проверите на www.scamadvisor.com. Побарете го импресумот, имињата на авторите од редакцијата која ги креира содржините во занас и погледнете дали и колку таа редакција била транспарентна во својата работа. Проверете информацијата која ви е важна на неколку медиуми. Со анализа на различното врамување на веста низ поинакви агли ќе ја добиете вистината за веста. И обрнете внимание на стилот на кој се напишани вестите. Ако јазикот ви иритира, ве прави нервозни, тогаш имате различни цели. Вие барате информација, а тие собираат кликови. Што поголема медиумска писменост, толку е поголем притисокот кон медиумите за создавање релевантна содржина. Ние создаваме антитела и траен имунитет против вирусот наречен лажна вест, пропаганда и манипулација. Искрено менувам канал кога ќе видам кражба, убиство или црна хроника. Светот годинава откри нова планета, а нас билтенот на МВР ни е топ тема.